Високите температури почнаа да го земаат данокот од засејаните површини со градинарски култури во Струмичко. Најмногу штети има на површините на отворено, кои директно се изложени на сончевото влијание, иако земјоделците се обидуваат со наводнување да ги спасат културите. Алекса Ѓорѓиев од Струмичко Сарај беше по гориво до градот за да ги вклучи моторите за наводнување. Вели дека имал штети најмногу кај пиперките, чии родови растенија се сушат. Бензинето. За моторот. За 2 дена готов, нема го. Колку често наводнувате? Ими колку мора, секој втор ден, трет ден помалку за да можеш да го држиш свеж. И што има веќе штети? Има и тоа многу штети има. Што? На пиперу, вејне корено, самиот корен вејне што го варе, самиот температура. Ја вчера тај ветер што беше топол. Па това мислиш од сланата, а попарено горе. Екстремно високите температури предизвикаа појави и на болести што дополнително ги мачи земјоделците и ги изложува на дополнителни трошоци. Агрономот Ивановски вели дека земјоделците ќе мора да ја одржуваат влагата во почвата со засејани култури, но и да применуваат биостимулатори за да ги задржат засејаните површини во колку толку добра кондиција. Високи температури како сега, пропратени со пониска почвена влага, предизвикуваат многу поголеми штети него кога влагата во почвата е во некоја нормала, па малку и над нормална, значи поголема влага. Препорачливо е при заштита на самите растенија да се употребуваат и стимулатори против стресни ситуациите овие температури, а тоа се ѓубрива, специјални ѓубрива на база на аминокиселини. Во Струмичко вода за наводнување во моментов се користи од трите хидросистеми Турија, Водоча, Маркова брана. Од овие системи се трошат во просек по 2,5 кубика вода во секунда, зашто од водостопанското претпријатие апелираат на рационално користење. И на температури над 40 Целзиусов степен, струмичките земјоделци се на обработливите површини. Ги наводнуваат колку толку да се спаси годинашнава реколта. Најголеми штети има кај градинарското производство, но и кај лозовите насади.